На 4. декември 1977 година се случи еден од понеобичните настани во модерна Африка. Крунисување на императорот Жан Бедел Бокаса од Централната Африканска империја. Бокаса, која присвои власта во 1966 година и даде $40 милиони за фамозните круни за него и со супругата. Од огромниот златен трон тој владееше со народ, чиј годишен среден приход беше $150. Царството траеше 2 години. Бокаса беше соборен и обвинет покрај другите работи и за убивање млади деца кои ги држеа в затвор. Една екипа во 1935 година започна со работа на планината Арашмор. Во неа се скулптурирани ликовите на 4 американски председатели. Под водство на скулпторот Борглум, монументалната работа беше завршена во 1941 и повеќе од милион луѓе секоја година одат во Јужна Дакота да ги видат ликовите на председателите Вашингтон, Линколн, Джеферсон и Теодор Рузвелт. На 4. декември 1968 година, движењето за граѓански права во Лондондери беше оспорено од воено настроените лојалисти предводени од Рейф Пейзли. Како последица на тоа започнаа улични борби во градот. На овој ден 46 лица беа убиени за нереди и требаше да се појават пред суд. Меѓу нив беа и 3 членови на парламентот, а ова доведе до нови демонстрации. До победата на револуцијата на 1. јануари 1959 година, Куба беше во перманентна граѓанска војна. Карактеристичен настан од тоа време е воениот удар од 10. март 1952 година, што го изврши Фулхенсио Батиста. Двајт Ајзенхауер во американската предизборна кампања во 1952 им вети на американците дека ако биде избран за председател, ќе оди во Кореја и ќе ја заврши војната во која американците имаат многу жртви. Ајзенхауер го исполни ветувањето и ги посети војниците кои се бореа на првата линија. Неколку месеци подоцна, летото 1953 година, заврши војната, која корејскиот народ го чинеше 5 милиони жртви. На 5. декември 1946 година Народната скупштина на Федеративна народна република Југославија донесе закон за национализација на приватните стопански предпријатија. Во 1948 година овој закон е дополнет со што наполно е укинат приватниот сектор во индустријата. Разурната од војната, слабо развиена пред војната, со законот се предвидуваше обнова и изградба на разурнатата земја. За таа цел сите економски потенцијали беа насочени кон индустриализација и електрификација на земјата. Исто така со овој закон и формално е ставен крај на странскиот капитал во југословенското стопанство, кој во индустријата, рударството во предвоена Југославија учествуваше со 50%. На 5. декември 1933 година во 5,5 часот попладне беше поништен законот со кој се забрануваше продажбата на алкохол во Америка. Забраната траеше 13 години, 10 месеци, 19 дена, 17 часа и 31 минута. На 5. декември 1936 година советскиот водач Јосиф Висарионовиќ Сталин на 8-миот конгрес на Советите го предложи новиот советски устав. Уставот што беше усвоен од Конгресот представуваше нова етапа во развојот на советското општество. Меѓутоа даваше и неограничена власт на Сталин за борба против сите колебања и отстапување од неговите сваќања за изградба на социјализмот. На 5. декември 1967 година беше обвинет американскиот научник за заштита на детето доктор Бенџамин Спок, дека ги советувал младите момчиња да ја избегнуваат воената обврска. Доктор Спок, чија книга за грижата на младите деца беше бестселер во светот, се бореше против мешањето на Соединетите американски држави во Виетнамската војна и затоа беше толку гонет од американските власти.
На 5 декември 1978 година диктаторот на Никарагва Анастасио Сомоза го славеше својот 53 роден ден. Неговите пријатели, приврзаници му подарија скап подарок, не знаејќи дека 44 годишното тиранско владење на Сомоза е при крај. Во 1979 по крвавата граѓанска војна во која загинаа стотици граѓани, крутиот диктатор беше принуден да ја напушти земјата и да отпатува за Соединетите Американски држави. Аматерот музичар Гейвин Парк одсекогаш сакал да диригира со хор што ќе пее Месија од Хендел. И затоа тој го откупи познатиот лондонски Алберт Хол за една вечер и даде оглас за пејачи. Резултатот беше 2000 гласа и гала вечера за аматерите. На 6 декември 1942 година во Босански Петровац започна со работа првата земска конференција на антифашистичкиот фронт на жените на Југославија. На конференцијата присуствуваа 166 жени, делегати од сите краишта на Југославија, освен од Словенија и од Македонија, кои беа зафатени од непријателски офанзиви. Конференцијата ја поздрави врховниот командант Јосип Броз Тито, кој им оддаде признание на жените за нивното успешно војување рамо до рамо со мажите против окупаторите. На конференцијата беа поднесени рефератите за антифашистичкото движење на жените во рамките на народно-ослободителната борба, за организационото прашање и задачите на антифашистичкиот фронт на жените. Конференцијата ја заврши работата со усвојување резолуција за натамошните задачи на жените во услови на народно-ослободителната борба и избра Централен одбор на антифашистичкиот фронт на жените на Југославија. На 6 декември 1921 година беше формирана слободна држава Ирска со статус на британски доминион, но без Северна Ирска, која и до ден денес се под Англија и се бори за својата независност. На Ирска е призната целосна државна независност на 18 април 1949, но и овој пат не ја доби Северна Ирска, чие население е мешано и составено од англиски протестанти, богаташи и ирски католици, сиромаштвото. Во Париз на 6 декември 1938 година француски и германски дипломати пристигнаа за потпишување мировен пакт меѓу двете земји. Тоа беше лажна церемонија. Германците започнаа војна по 10 месеци кога Франција беше прегазена и окупирана. Надбискупот Степинец од Загреб го помина својот прв ден од слободата по 5 години затвор на 6 декември 1951 година. Тој беше осуден од страна на Југословенскиот суд во 1946 година, обвинет дека соработувал со германските окупаторски сили. Надбискупот беше исто така обвинет за присвојување на богатството од жртвите во концентрационите логори. Војната меѓу Кина и нејзиниот јапонски напаѓач достигна критична точка во 1937 година. На 6 декември јапонците беа буквално на вратата на Нанкинг, бивш главен град на Кина. Илјадници жители бегаа да се спасат од бомбардирањето и гранатите. По 6 дена градот падна.
На 6. декември 1965 британското кралско семејство одржа представа на новото музичко шоу Hello Dolly. Играше Мери Мартин. По представата, кралицата Елизабета се сретна со Мери Мартин. Од 7 до 13 декември 1964 година во Белград е одржан 8-миот конгрес на Сојузот на комунистите на Југославија. За 8-миот конгрес на Сојузот на комунистите на Југославија беа избрани 1320 делегати. На конгресот присуствуваа и 30 делегации на комунистички, социјалистички и на други прогресивни партии и движења од 27 земји на Европа, Азија, Африка и Латинска Америка. Конгресот го отвори и делегатите и гостите ги поздрави генералниот секретар на Сојузот на комунистите на Југославија Јосип Броз Тито. Конгресот работеше со богат дневен ред од 9 точки. Беа поднесени повеќе реферати, а Јосип Броз Тито го поднесе рефератот. Улогата на Сојузот на комунистите во натамошната изградба на социјалистичките општествени односи и актуелните проблеми во меѓународното работничко движење и борбата за мир и социјализам во светот. Скоро цела недела по рефератот на Тито и другите реферати се водеше жива дискусија и расправа за најважните прашања во земјата и за меѓународните односи, пред се за борбата за зачувување на мирот во светот. 8-миот конгрес на Сојузот на комунистите на Југославија ја заврши работата на 13 декември со избор на нов централен комитет од 155 члена, контролна комисија од 25 и ревизиона комисија од 15 членови. Конгресот ги прифати измените и дополнувањата на статутот и усвои резолуција за наредните задачи на Сојузот на комунистите на Југославија. Ново избраниот централен комитет за генерален секретар на Сојузот на комунистите на Југославија повторно го избра Јосип Броз Тито. На 7 декември 1941 година со ненаден напад од воздухот врз Перл Харбор, морнарска и воздухопловна база на Хавајските острови, јапонците уништија голем дел од пацифичката флота на Соединетите Американски држави, со што почна војната меѓу Америка и Јапонија. Вториот ден, председателот Франклин Рузвелт на седницата на Конгресот изјави дека Америка веќе влезе во војна со сите сојузници на силите на Оската. Рузвелт со авторитет го водеше американскиот народ во Втората светска војна, посебно против јапонската агресија, а истовремено ангажира американски сили на сите боишта до крајната победа над фашизмот. I have directed that all measures be taken for our defense, but always will our whole nation remember the character of the onslaught against us. Триесет година подоцна големата индустријска технологија Соединетите Американски држави ја применија во вселенските истражувања со Аполо, при што беа направени серија снимки од месечината. Еуген Кернан и доктор Харисон Шмидт беа последните луѓе што беа на месечината. Другиот член на екипажот, Роналд Еванс, остана во лунарната орбита. Кернан и Шмидт поминаа 75 часа на месечевата површина. Клемент Атли, премиер на Британија од 1945 до 1951, се повлече од политичкиот живот на 7 декември 1955 година. Тој беше во парламентот од 1922. Лидер на британската лабористичка партија стана во 1935 и беше заменик на Черчил за време на Втората светска војна.
100.000 kiparski Grci se собраа на 7 декември 1974 да го пречекаат својот лидер, архиепископот Макариос, кој се врати на островот. Тој го имаше напуштено Кипар претходниот јули, кога беше соборен со пуч организиран од ЦИА. Кога Макариос се врати на островот, еден дел веќе беше окупиран од турците и поделен. Макариос и неговиот наследник Спирос Кипријану настојуваа кипарското прашање да се реши по мирољубив пат. На 8 декември 1978 година умре бившиот израелски премиер Голда Меир. Родена е во Украина, емигрирала во Соединетите Американски држави. Во 1930 година се преселила во Палестина, а во 1969 стана премиер на Израел и беше претседател на владата за време на последната војна со арапските земји во 1973 година. И 25 годишнината од германската железница беше прославена на 8 декември 1960 година во Нирнберг. Копија на првата локомотива беше направена од британецот Џорџ Стивенсон, која беше пуштена на пат од 6 километри со околу 200.000 гледачи што беа крај железничката пруга. Стивенсон ја продаде оригиналната машина наречена Орел на германската железница во 1835 година. Овој ден, во 1978 беше важен ден за кинеските љубители на балетот од Запад. Балетското училиште во Пекинг го постави на репертоар Лебедовото езеро за прв пат по 20 години. На 8 декември 1962 година Џулиус Њерере стана прв претседател кога Танзанија беше прогласена за независна република по 43 години британска колонија. Танганјика во 1963 година се здружи со Занзибар во една држава Танзанија. На меѓународен план Танзанија се определи за политика на неврзување и учествуваше на сите конференции на неврзаните на врвот. Или Настасе, самоволен гениј во меѓународниот тенис, беше во форма кога доби Гран При на 8 декември 1973 година. А кога го победи холандјанецот Том Окер, за една година заработи скоро $250,000. На овој ден, 1941 година, учениците од Прилепската гимназија стапија во штрајк. Непосреден повод за штрајкот беше исклучувањето на тројца ученици од гимназијата и грубиот однос на професорите кон учениците. Учениците во своите штрајкувачки барања истакнуваа да се повлече решението за исклучување на учениците, да се укине високата школарина и од наставата да се отстранат тројца лоши професори. И покрај интервенцијата на управата на гимназијата, на која и помагаше и бугарската полиција, учениците не се откажаа од своите барања. На крај барањата на штрајкувачите ученици делумно беа задоволени во однос на школарината и беа опоменати грубите наставници, а исклучените ученици не беа вратени. Но и покрај тоа, овој штрајк на прилепските ученици од гимназијата го зацврсти единството меѓу учениците, што беше голем успех на скоевската организација во гимназијата и на партијата во градот Прилеп. На 9 декември ја одбележуваме годишнината од смртта на Иван Гундулиќ, кој умре во 1638 година на 49 годишна возраст. Тој се смета за еден од најголемите лирски и епски поети во Хрватска во 17 век.
Од неговите дела ги одбележуваме Пасторалата Дубравка и најубавото негово дело Осман, историски романтичен епос, каде што ја опишува Хокимската битка и смртта на Осман во 1621 година, гледајќи во тој настан почеток на пропаста на Османлинското царство и ослободување на јужните Словени од робството на османлиите. На 9 декември 1943 година падна жртва на бугарската полиција уште еден од многуте борци за слободата на Македонија. На овој ден бугарската полиција на подмолен начин го уби Никола Парапунов, организатор на партизанското движење во Пиринска Македонија. Тоа се случи во моментот кога припадниците на партизанското движење во Пиринска Македонија изразија желба да се поврзат со борците на Народно-ослободителната војска од Вардарска Македонија, односно со Народно-ослободителното движење на Југославија. Бугарските фашисти ова злодело го извршија во времето кога по одлуките на второто заседание на АВНОј, Народно-ослободителната борба во Југославија се наоѓаше во голем подем и кога во Југославија, со тој во Македонија цврсто беа прифатени и се спроведуваа во дело одлуките на АВНОј, со кои на Македонија и се признаваше своја државност и рамноправност со другите народи и народности во нова демократска Југославија. Поранешниот кинески лидер Хуа Гуофенг отиде на работа на 9 декември 1977 година во необични околности, кога ја посети браната на Мајан, северноисточно од Пекинг. Тој зеде лопата и им се придружи на работниците. Работеше над зидот од браната кој беше оштетен од земјотрес. На 9 декември 1951 година Френк Синатра и Ава Гарднер пристигнаа во Лондон да ја прослават својата свршувачка. За нивната романса во светскиот печат се пишуваше со месеци. Во Англија тие дадоа добротворна представа на која пееше Синатра, а беше организирана од страна на војводата од Единбург. Кралицата Елизабета беше дојдена на шоуто и даде мал придонес за детските игралишта. Четиринаесеттата британска армија, составена главно од индиски трупи, победи во борбата и ги спречи јапонците да влезат во Индија. Сега, на крајот од втората година од војната против Јапонија, тие се подготвуваат да нападнат. Бидејќи нивниот воен поход беше во сенка од сојузничките победи во Русија, на Пацификот и во Северна Африка, 14-тата армија беше позната како заборавена, но таа издржа некои од најтешките борби во целата војна против јапонците. Жени во Вселената. Во 1975 година тие беа важен дел од иднината на американската вселенска програма. Советскиот космонаут Валентина Терешкова беше пионер во вселенскиот лет за жени. Околу 31 научник, инженери и персонал за воздухопловство беа ангажирани за тренинг во Вселената од страна на НАСА. Но се докажа дека Терешкова многу тешко ја поднесе вселенската мисија. Советската вселенска програма ги отфрли жените космонаути, а американците не успеа да пратат ниту една жена во Вселената. На 9 декември 1974 година, 100 години на славниот брод Уругвај. На тој ден тој пловеше во водите на Буенос Ајрес да му се оддаде херојско признание. Бродот стана славен во 1903 кога спаси една норвешка поларна експедиција која се најде во стапица во јужните поларни пустини повеќе од 2 години. Пред 1152 години се родил Климент Охридски, првиот учител на македонските словени, првиот оригинален словенски македонски поет. Тој е еден од првите словенски писатели, епископ и просветител во Македонија. Климент Охридски работел во Панонија и во Македонија во Охрид. Климент и Наум во Охрид формирале школа за словенски свештеници, кои ја заменувале грчката служба во црквите и го отстранувале грчкото и византиското влијание. Преку Охридската школа, наречена уште и Климентов универзитет, само за 10 години биле оспособени околу 3500 свештеници, кои одиграле решавачка улога во ширењето на словенската писменост.
Освен со таа активност, Климент се занимавал и со преведување црковни книги од грчки на словенски јазик, а во исто време напишал и голем број црковни беседи кои се употребувале во црковната служба. Климент изградил и една од најубавите цркви во Охрид, каде што е погребан и го носи неговото име, Свети Климент. На 10 декември 1937 година на целиот британски остров се чувствуваше напнатост. Британците знаеа дека кралот Едвард VIII беше под притисок да даде оставка од страна на премиерот Стенли Балдвин и црковните лидери поради скандалот за неговата романса со американската распуштеница Уалис Симпсон. На крај од неговото живеалиште во Форт Белведере, во близина на Лондон, кралот им рече дека тој не ке може да остане крал без љубовта на господја Симпсон. Случајот доведе братот на Едвард, Џорџ, да стане крал. Во меѓувреме Едвард ја напушти Англија и замина за Франција, задржувајќи ја титулата војвода од Виндзор. Се ожени за Уалис Симпсон. Двајца советски олимписки добитници на златен медал додадоа уште едно злато во својата колекција златен свадбен прстен на 10 декември 1977 година. Спринтерот Валери Борозов и гимнастичарката Људмила Туришчева склучија брак во Ростов 5 години по првата нивна средба на Минхенската олимпијада во 1972 година. За да се прослави првиот снег во сезоната, французите во Вал д'Изер одржаа прво снежно првенство на 10 декември 1972 година. Австриците ги зазедоа првите две места, а третото и припадна на Италија.